Поштуване, добар ден. Гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е истражителката за компјутерски криминал, господицата Марина Пешовска од Основното јавно обвинителство во Скопје, која што неодамна доби признание од Меѓународната академија во Будимпешта. Господица Пешовска, вие сте истражител кој се занимава исклучиво со компјутерски криминал и дигитална форензика. Каков е профилот на луѓето зад компјутерите кои ги гоните? Па, видете, во зависност од тоа кој е кривично дело, значи е сторено, компјутерскиот криминал се состои од збир на кривични дела кои потпаѓаат во повеќе области. Значи имаме навлегување во компјутерскиот систем, имаме DDoS напади, разни интернет измами, имаме родово базирано насилство на интернет, говорот на омраза, така што профилот на луѓето, односно лицата сторители на овие кривични дела, варира во зависност од нели и кривичното дело кое е сторено. Но сепак би можела да дадам одредена рамка, да речеме дека тие се од 18 до 30-та година, значи лица од помлада возраст, кои се стекнуваат, односно само ако се стекнуваат со информатички вештини, кои подоцна нели имаат цел да ги употребат за да дали прибават одредена противправна имотна корист или да навлезат во некој компјутерски систем или некоја друга цел можеби. Како истражител во оваа област, може ли да ни раскажете за некој случај кој што вам ви бил сериозно голем професионален предизвик? Би го издвоила овде случајот така наречен Даркот. Тоа беше една меѓународна операција во поддршка, односно во организација поддршка на Европол и FBI. Бевме вклучени, односно инволвирани 20 држави во рамки на таа операција. Таа операција всушност се состоеше од симнување, односно исклучување од интернет, од темниот интернет, така наречениот Dark Web, одреден форум, односно платформа со повеќе маркети на кои може да се купат, односно да се набават малициозни софтвери, може да се нарача убиство, може да се прибават банкарски податоци од платежни картички. Така што тоа беше еден голем предизвик за сите нас, 20 држави, да се бориме со лицата, сторители на овие кривични дела, кои најчесто се кријат позади прикриени IP адреси, VPN провайдери. И во рамки на оваа меѓународна операција постигнавме голем успех, меѓу кои Македонија, бидејќи на нашата територија беа утврдени 2 лица како сторители, односно беа носечки лица на одреден маркет за продажба на банкарски податоци од платежни картички. Едното лице за време на истрагата почина, но успеавме да го утврдиме второто лице. Според оперативниот план направен во Хаг во Холандија, ние се 20 држави, на денот и на точно утврден ден и време, каде што треба да се превземат истражните действија, односно претрес на домот и одземање на таа компјутерска опрема. Сето тоа резултираше со приведување на лицето, прибавување на сите потребни релевантни докази во постапката и поднесување обвинение. Истото тоа лице беше осудено на 4 години затворска казна и при тоа му беше конфискуван имот, куќата во која живееше, моторното возило, односно патичното моторно возило кое го поседуваше и секако парични средства од неговиот сеф. Во тој момент, жалам што морам да напоменам дека истото лице поседуваше и криптовалути, но во тој момент, бидејќи се случуваше пред неколку години овој случај, не бевме спремни како држава, односно како институција да се соочиме во процесот на одземање на криптовалути, на поле на кое сега се уште работиме и се надградуваме, кој е предизвик всушност за сите држави во светот. Македонските институции во изминативе година-две често беа мета на хакерски напади, познати како рансом напади, од МЕПСО, Фондот за здравство и други институции. Колку е тешко да им се влезе во траг на хакерите кои бараат откуп во криптовалути? Ова навистина представува предизвик за нас како лица, стручњаци и експерти кои работат од областа на компјутерскиот криминал. Рансовер нападите, односно рансовер нападот представува еден малициозен напад кој што го заклучува уредот или па ги инкриптира податоците внатре, со што бара откуп во одреден износ на парични средства во криптовалути, доколку сакате вашите податоци да не бидат избришани или пак да не бидат изнесени во јавноста.
Има разни видови на рансовер и представуваат на вистина предизвик да се истражуваат, односно да се откријат сторителите кои стојат позади тој напад. Мора да сватиме дека со развојот на индустријата и технологијата, сите држави во светот се соочуваат со напади од овој вид, не само нашата држава Македонија. Предизвик е за сите, бидејќи овие сторители на кривични дела користат VPN провайдери, односно прикриени IP адреси, кои е многу тешко да се лоцираат од наша страна. Но не значи дека не може да се постигне успех во овие случаи. Секој случај е индивидуален. Би сакала да напоменам тука дека многу е важно приватните компании и државните институции да ги пријавуваат ваквите напади на надлежните институции, дали во Министерството за внатрешни работи или во Основното јавно обвинителство Скопје, бидејќи ние само така ќе имаме преглед на целосната ситуација во државата која се случува, бидејќи верувајте, не сите приватни компании или институции пријавуваат дека имаат напад на нивните компјутерски системи. Рековте не сите пријавуваат. Каков е соодносот? Колку на вистина институциите и приватните компании пријавуваат и соработуваат во една истрага за откривање на вакви хакерски напади? Голем дел од нив на вистина пријавуваат. И тоа во последните неколку години имаме на вистина голем замав на вакви рансовер напади во приватниот сектор, а во последната година-две гледаме дека и во државните институции се голема мета на вакви напади, бидејќи мораме да станеме свесни дека влегуваме во одредени, да речеме, политички влијанија надворешни и сме таргет група, ние и други држави секако, со што мораме да градиме на сајбер безбедност, да градиме отпор, резилиенс, со цел да обезбедиме и искреираме еден безбеден сајбер простор во кој луѓето ќе живеат мирен и сигурен живот. Од каде доаѓаат најчесто овие напади? Верувајте, анализите не се направени целосно во поглед на тоа, бидејќи, како што кажав, ние немаме целосната слика на тоа колку напади имаме и бидејќи не се пријавува од страна на сите компании и институции, но локациски би можеле да кажем, не би можела сега да напоменувам посебни држави, но би рекла од секаде на светот. Добро, велите ја немате целата слика. А од она што го имате како податоци, барем кон институциите, дали се тоа некаде од надвор или станува збор за македонски хакери? Не, во досегашните случаеви секогаш станува за сторители од надвор. Кога зборуваме за хакерските напади врз македонските институции, каков вид на напади најчесто се случуваат според досегашното искуство од оние кои што пријавиле до вас? Од областа на компјутерскиот криминал, значи постојано се пријавуваат од страна на граѓаните безброј различни кривични дела. Имаме од областа на, како што кажавме, рансовер нападите, неовластено навлегување во компјутерски систем, компјутерски вируси. Имаме многу пријави за разни интернет измами. Да не ги заборавиме тука се фишингот, смишингот, значи разни игри на лотарија, разни измами на социјалните мрежи. Тоа се постојано измами кои се околу нас на интернет и луѓето постојано се жртва, односно таргет на такви измами и тие нормално пријавуваат во Министерството за внатрешни работи или во јавното обвинителство Скопје. Имаме исто така во последно време доста родово базирано насилство на интернет. Тука е демнењето, полово вознемирување, исто така пријави од голем обем на говорна омраза. Така да би рекла, компјутерскиот криминал, како што реков, опфаќа широк спектар на кривични дела и е голем предизвик првенствено да се утврдат елементите на кривичното дело, значи правната квалификација согласно кривичниот закон, а потоа да се пристапи кон превземање на сите мерки и активности потребни за да се прибават доказите и за да се утврди сторителот на тоа кривично дело. Овие што ги спомнавте примери се однесуваат на граѓани кои што пријавуваат до вас. А што е со институциите? Каков вид на хакерски напади тие пријавуваат до обвинителството? Па досега сме имале рансовер напади и тоа се случува, да речеме, во последниот период. Господице Пешовска, неодамно добивте признание од Меѓународната академија во Будимпешта за примена на вештини за дигитална форензика.
Со какви предизвици се соочуваат истражителите во областа битка против сајбер криминалот во земјава, имајќи ги в предвид слабите ресурси? Компјутерскиот криминал е транснационален криминал. Доколку немаме меѓународна соработка, не можеме да имаме успех во нашата работа. Имаме неколку предизвици секако со кои се соочуваме. Тоа се несоработливи интернет сервис провайдери. Тука да напоменам дека имаме интернационални сервис провайдери кои соработуваат со органите на прогонот, односно со агенциите кои спроведуваат законот, но одредени интернет сервис провайдери не соработуваат. Така да тоа исто така представува предизвик од нас, каде што ние треба да прибавиме докази, а не можеме да дојдеме до истите. Тука се секако и VPN провайдерите. Одреден дел од нив соработуваат со органите на прогон, одреден дел не соработуваат. Тука е и темниот интернет, Dark Web, како што споменав, бидејќи е голем предизвик, таму се навлегува со одреден со посебен браузер, со прикриени IP адреси, така што тука е многу тешко да се откријат сторителите на тие кривични дела. Меѓународната соработка исто така би ја споменала како голем предизвик, бидејќи правните инструменти кои ни стојат на располагање за да ги користиме во однос на размена на податоци и прибавување електронски докази, слабо се користат според моје мислење. Тука е контакт точката 24/7 која сметам дека треба повеќе да се користи и секако оној процес на меѓународната на инструментот меѓународна правна помош, кој што сметам дека предолго трае, но за да одиме до тој инструмент ние треба претходно да ги поминеме, односно пробаме сите други ресурси кои ни стојат на располагање. Според вашето мислење има ли доволно истражни центри во земјава? Според моје мислење, до сега креирани се 4 истражни центри. Сметам по последната изјава на републичкиот јавен обвинител, мислам дека ќе се креираат, односно ќе се отвараат и нови истражни центри. Секаде нормално каде што ќе се појави потребата и ние стоиме на располагање да го пренесеме нашето искуство кое го стекнавме досега со цел да изградиме истражни центри во другите обвинителства со проширена надлежност. Колку истражниот центар во обвинителството е во чекор со другите од регионот? Истражните центри во обвинителствата во Македонија се еден нов концепт кој ги предвидува Законот за кривичната постапка, а нашиот законодавец го следи примерот од Република Италија. Таму еден обвинител има повеќе истражители кои работат во тим со него. Ние имаме изградено малку поинаков концепт, што сметам дека е единствен и уникатен, бидејќи ние немаме со кого да се споредиме во регионот, бидејќи постојат истражни центри само во рамките на одредени креирани специјални обвинителства. Нашите истражни центри се единствени од овој вид и сметам дека треба да ги развиваме нашите капацитети и да изградиме цврсти темели, бидејќи ние представуваме пионири во борбата со криминалот. На оваа позиција во обвинителството вие дојдовте од Министерството за внатрешни работи. Која е разликата во работата како истражител во Министерството за внатрешни работи и во обвинителството? Предизвикот, односно разликата да се работи како истражител во јавното обвинителство представува тимската работа со обвинителот. Значи, работејќи блиску со обвинителот, заеднички со здружени сили, така добиваме во време и со тоа се зголемува ефикасноста во нашата работа. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам на поканата. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.